Гасоводот наводно ќе продолжи да се гради, нема да има дополнителни корекции на трасата. Противењата на еколозите не ја предомислија власта која за следната година предвиде и повеќе пари за оваа намена. Во моментов се работи таму. И сега сакам да ви кажам попрецизни податоци во тој дел. И не само наводно. Значи, во најголема мера е комплетно завршена експроприацијата. Во најголема мера остануваат уште неколку постапки за изложување преку катастар во делот на гасификацијата до Битола. Значи, во моментов се работи секаде. Последните ситуации во овој квартал го покажуваат тоа и тоа во бројки ќе излезе кога ќе се објави четвртиот квартал. Ние во изминатиот период, вие во голема мера сте сведоци дека имавме преговори со делот на екологистите. И во голема мера, не само на преговорите во град Скопје и во Министерството за животна средина, значи ние ги дадовме сите аргументи и постапивме по она што го дадовме во делот на стеснување на трасата. Јас и сега сум на тврдење дека се она што ќе значи пошумување ќе биде направено таму. Од граѓанската иницијатива го сакам водно побара итно да се донесе закон за заштита на планината и да се запре со низата активности. Вела дека им бил ветен и специјален закон со кој подрачјето ќе било заштитено. Град Скопје демантира дека е пробиен пат на водно. Негира поврзано со мистериозниот пат низ водно со гасоводната траса на која се работи, објаснувајќи дека се работи за пристапен пат до постоечки имоти и ниви кои изминатиот период е исчистен. Многу интересно е што баш сега пред почетокот на зимата по години и години оставен непроменет, патот наеднаш се срамнил за собствениците на нивите да дојдат до нив и да ги работат, велатот го сакам водно. Инаку граѓанските активисти во повеќе наврати протестираа во обид да ја запрати зградбата. Сметаа дека гасоводот ќе донесе непоправлива штета на планината и дека трасата мора да биде ревидирана.